Општина Куманово одвои 250.000 денари за поддршка на 4 невладини здруженија за проекти од областа на социјална, детска и здравствена заштита. Договорите за меѓусебни права, обврски и одговорности за финансиската поддршка на организациите Воец, Мајка, Дром и Здруженијето на дијабетичари им беа доделени вчера во просториите на општина Куманово во присуство на председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска и раководителот на секторот за култура, спорт, социјална, детска и здравствена заштита Александар Крстевски. Тоа е втори јавен повик за здравствена заштита. Прв јавен повик имаше заинтересирани луѓе, меѓутоа комисијата при социјални работи одлучи да одели одредена сума на средства кои се многу побитни за промоција и за превенција од настанатите или болести или настани во општина Куманово, отколку за самото спречување. Значи превенирање пред се. Од здравствена заштита добитници на овие парични средства 50.000 денари се делуваме денеска да промениме утре. Тоа е кампања добиена од страна на Здружение на дијабетичари. По 25.000 добија Дром Куманово, вакцинирани деца, мудро родителство и твоето здравје е во твои раце, провери се денеска. Тоа е доделени средства на Дром Куманово. Од социјална заштита прв пат се пријавуваат и добија Воец Куманово, Сликај со срце, кампања за дигитални слики со основци за борба против булинг, 75.000 денари добија. И мислам дека има ентузијазам во ова здружение да направи убава промоција против булингот. И 75.000 денари исто на хуманитарното здружение Мајка за кампања под мото "Не прифаќа нешто што е непознато". Мислам дека самите теми и промоцијата и превенцијата што треба да се случи после доделување на овие финансиски средства од општина Куманово е таргетирана баш на оние чувствителни теми кои се секогаш, особено во последниот период, малку по на ниво ставене на ниво за кое што треба веќе да делуваме и да превенираме. Овие две активности се дел од социјалната заштита, тоа е од програмата на секторот за социјална заштита. За прв пат правиме превенција за здравствена заштита, за социјална заштита, а веќе втора година поред имаме за социјална заштита. Што се однесува до проектите, финансиските средства се релативно мали. Се надеваме дека следната година финансиските импликации ќе бидат поголеми. Ова го правиме се со цел за општината биде уште потранспарентна и покрај тоа што сите наши јавни повици, сите повици од општина Куманово се скоро на јавен повик и сакаме општината биде потранспарентна и како што кажа претседателката, да дадеме влијание на младите да действуваат во некои тематики каде што гледаме дека како општина имаме проблеми. На двата јавни повика преку програмата за социјална заштита и заштита на деца и програмата за спроведување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето преку кампањи имало 6 пријави, но една е одбиена поради некомплетна документација, информираше раководителот Крстевски.